Избришаното видео предизвика гласини. Обожавателите се убедени дека Јаков Јозиновиќ е снимен со Џела Рамовиќ. Изгледам дека еден од најпопуларните млади пејачи во регионот во моментов, Јаков Јозиновиќ, ужива и во љубовта. Момчето од Винковци, Хрватска, објави на социјалните мрежи кратко видео од брод на кое бакнува непозната девојка, но набрзо го избриша видеото. Краткото видео што хрватскиот пејач Јаков Јозиновиќ го објави на социјалните мрежи предизвика вистинска бура меѓу неговите следбеници. Видеото го прикажува како разминува бакнеж со непозната девојка и иако објавата набрзо беше отстранета, корисниците на интернет успеа да ја зачуваат и да споделат. Недолго потоа започнаа бројни шпекулации за идентитетот на девојката. Дел од фановите веруваат дека станува збор за босанската пејачка Џела Рамовиќ, со која Јозиновиќ веќе извесно време го поврзуваат во медиумите и на социјалните мрежи. Игор Џамбазов, Каролина, Ребека, колегите и пријателите на единствениот Владо Јаневски со емотивни објави се збогуваат од пејачот. Владо почина вчера на 65 годишна возраст. Според досегашните информации, пејачот починал во Скопска клиника по кратко боледување. Социјалните мрежи се преплавени со пораки од неговите фанови, но и колегите и другите звезди. Емотивните објави на познатите изгледаа вака. Игор Џамбазов искрено му се заблагодари за се што направил. Збогум Владо, понекогаш зборовите не се доволни, а понекогаш се излишни. Слава ти и ти благодарам за се што направи. Каролина Гочева сподели неколку фотографии со ценетиот колега. Владе мој, збогум со мојата најомилена песна о тебе и никогаш нема да те заборавам. Весна Петрушевска и остави емотивен коментар. На крајот ми стана сосема сеедно. Сватив дека ништо на светот нема никакво значење. Луѓето живееја, се караа, се радуваа, страдаа, а мене сето тоа ми изгледаше безмислено. Постепено дојдов до уверување дека ништо не е важно и дека никогаш ништо нема да биде важно. Достоевски. Ова беше Владо низ целиот свој живот. Се пребројуваме изгледа. Таа сподели и објава на Инстаграм. Тогаш некоја темна, необјаснива сила ме извади од гробот. Не знаев кој или што е тоа. Не зборуваше, но јас го следев без отпор. Патувавме низ бескрајниот космос. Звездите светеа околу нас, а земјата исчезна зад нас. По долго патување далеко во вселената, здогледав друга планета. Личеше на земјата, но беше поубава, посветла и исполнета со мир. Кога се доближив, видов луѓе. Тие беа прекрасни. Достоевски. Знам дека го сакаше, не знам што да кажам. Ке фалиш. На видеото пишувам и шепни му на малиот Горен дека нема веќе полско цвеќе. Ке фалиш. Се огласи и Дарио. Јаневски мајсторе, толку многу години заедно на сцена и толку многу работи сме поминале заедно, што би можел книга да напишам. Некогаш се сложувавме, понекогаш и не, но исклучително многу се почитувавме како блиски колеги. Ти мене Панковски, јас тебе Јаневски. Така си се обраќавме кога ќе се видевме. Кобајаги официјално, а уствари со многу скриена близина и топлина. Ова беше пребрзо, шокантно, трагично и некако нестварно. Нека ти е вечна слава мој Јаневски. Многу ми е жал, многу. Светолки. Три децени по својот прв концерт, Фолтен ја најавува најобемната јубилејна програма во својата историја. Под насловот Фолтен 30, 3 децени музичка слобода и жива врска со публиката, во текот на 2026 година ќе бидат реализирани повеќе концертни, издавачки и мултимедијални активности кои го одбележуваат патувањето на еден од најавтентичните музички состави на овие простори. Централниот настан ќе биде големиот јубилеен концерт во Хераклеа во август 2026 година, пошто ќе следуваат концерти во Скопје и повеќе градови во регионот. Со овој концерт Фолтен ќе ја има честа да го затвори Битфест 2026.
Во годината на прослави, Фолтин решава дел од прославата да им ја препушти на другите. Ја препушта на пријателите, на музичарите со кои се сретнале по патот, на оние што во некој момент влегле во нивната музика, а потоа ја понеле со себе. Урбан Култ. Со врачување на највисоките фестивалски признанија Златен венец и браќа Миладиновци и меѓународното поетско читање Мостови, на Мостот на поезијата во Струга заврши 65-тото издание на Струшките вечери на поезијата. Наградата Златен венец на холандската поетеса Анеке Барисинга и ја врачи директорот на Струшките вечери на поезијата Никола Кукунеш. Председателката на жири комисијата за доделување на наградата браќа Миладиновци за 2026 година Наташа Аврамовска и ја додели наградата на Николина Андова Шопова за збирката Во куќата. Наградата се доделува за најдобра поетска книга на македонски јазик, објавена меѓу две фестивалски изданија на Струшките вечери на поезијата. Во рамките на фестивалската програма на Даниел Хајнс од Обединетото кралство му беше врачена наградата Мостови на Струга, што УНЕСКО и Струшките вечери на поезијата ја доделуваат за најдобар поет дебитант за стихозбирката Нови познати фрази. Наградата Стојан Христов за 2026 година, која ја доделува Струшките вечери на поезијата и Агенцијата за иселеништво, му беше доделена на Ибраим Джемел Скарабеус за книгата Патешествие низ времења.